Од денеска петиција, Бугарската православна црква да ја подбутне и помогне Македонската православна црква да добие час поскоро автокефалност. Петицијата, заедно со писмо од страна на иницијаторите, во среда ќе било доставено до бугарскиот патриарх Неофит, со кој ќе се наведе потребата од помош за скорошно признавање не само на Македонската црква, туку и на украинската. Споразумето на Македонија заврши со ратификацијата на Преспанскиот договор во грчкиот и македонскиот парламент. Како што и кажавте и самиот, тоа беше условот за решавање на македонското црковно прашање. Ако БПЦ навистина има мајчински однос кон Македонската православна црква, ве молиме без чекање да направите подготовки за да им се обратите со внимание на Вселенскиот патриаршија и на сестринските цркви за брзо и правично решение за решавање на автокефалност на Македонската православна црква, пишува во петицијата до бугарскиот патриарх. За можните предвижувања во Македонската православна црква зборува и верскиот аналитичар Георгиевски, кој е дециден дека по ратификацијата на Преспанскиот договор во Македонија и Грција можно е и предвижување во однос на прашањето за автокефалност. Изјавата на бугарскиот патриарх Неофит очигледно указува на тоа дека решавањето на проблемот со името ќе го раздвижи и решавањето на црковниот статус на Македонската православна црква. Од оваа изјава јас сметам дека може да се заклучи дека бугарската православна црква решавањето на нашиот статус го префрла во рацете на Вселенската патриаршија. Нели, познато е и ние како држава и како црква сме се обратиле до Вселенската патриаршија да ни го реши нашиот црковен статус. Оттаму добивме една охрабрувачка порака дека нашето барање е влезено во процедура, а што значи дека ние може да се надеваме дека Вселенската патриаршија по примерот на мешањето во украинскиот црковен проблем ќе се вмеша и во решавањето на македонската црковна самостојност. Инаку подписите се собираат во Бугарија, Македонија и Украина, а во среда ќе биде одржан и собир пред синодот на БПЦ, од кој ќе се испрати и порака за поддршка на оваа иницијатива.